присуството. Констатирам дека се присутни сите советници. Советот го има потребното мнозинство за работа. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас викувам третата седница на Советот на општина Могила, што ќе се одржи на ден 10.12.2021 година, петок со почеток во 11 часот. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од втората седница на Советот на општина Могила, одржана на 15.11.2021 година. Дали некој има забелешки? На таа седница побарав да се пише со име и презиме за гласањето, кој како гласал. Пример, ако е малцинство, ако се 9 за, кои се малце против, пример, да се пишат со име и презиме, за да биде потранспарентно. И сакам само да прашам, зашто не е седницата уште клаена на YouTube? Или не се клавата седница некој? Седницата е, да, снимана е, ќе се стави снимката. Одиме на гласање за записникот, кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоен. Дневен ред. Прва точка, предлог програма за работа на Советот на општина Могила за 2022 година. Втора точка, предлог програма за волонтери и практиканти во општина Могила за 2022 година. Трета точка, предлог програма за животна средина на општина Могила за 2022 година. Четврта точка, предлог програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на општина Могила за 2022 година. Петта точка, предлог програма за мерки и заштита на населението од заразни болести Могила за 2022 година. Шесто, предлог програма за уредување на градежното земјиште на општина Могила за 2022 година. Седмо, предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Могила за 2022 година. Осма точка, предлог програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. Деветто, предлог програма за одржување на јавната чистота на територијата на општина Могила за 2022 година. Десетта точка, предлог програма за управување со отпад на територијата на општина Могила за 2022 година. 11. Предлог одлука за усвојување на програмата за работа на ЈКП Пела Хигиена општина Могила за 2022 година. 12. точка, предлог програма за водовод во општина Могила за 2022 година. 13. точка, предлог програма за изградба и одржување на канализациона мрежа во општина Могила за 2022 година. 14. точка, предлог програма за комунални дејности на подрачјето на општина Могила за 2022 година. 15. точка, предлог програма за локален економски развој на општина Могила за 2022 година. 16. точка, предлог програма за социјална заштита во општина Могила за 2022 година. 17. точка, предлог програма за спорт и култура на општина Могила за 2022 година. 18. точка, предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во општина Могила за 2022 година. 19. точка, предлог програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Могила за 2022 година. 20. точка, предлог програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштитата и спасувањето за 2022 година. 21. точка, предлог одлука за усвојување квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Точка 22. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Могила за 2021 година. Точка 23. Предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. 24. точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион број 07-102/7 од 19.2.2008 година. 25. точка, предлог одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
26 точка. Предлог решение за разрешување на членови на управен одбор на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. 27 точка. Предлог решение за именување нови членови на управен одбор на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 28. Предлог решение за разрешување членови во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Точка 29. Предлог решение за именување на нови членови во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП Пела Хигиена општина Могила. Молам за ваше присуство на седницата. Дали некој има забелешки на дневниот ред и бара измени дополнувања? Доколку нема никој забелешки, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Дневниот ред е изгласан едногласно. Точка 1. Предлог програма за работа на Советот на општина Могила за 2022 година. Дали некој бара збор? Добре. Во оваа програма на предпоследната точка пиши членовите на Советот на општина Могила ќе го земаат својот паушал истовремено со платите на вработените на општината. Дали е тоа први во месецот? Да, треба да го земат, но доколку има средства... Ке се практикува тоа на први во месецот или не? Бидејќи така е... финансиските средства ќе настојува општината да исплати провизијата. Значи ќе се настојува на први. И дали на секоја втора седница, без да бараме, ќе има советнички прашања. Значи на секоја втора ќе има на секоја втора или трета имаме право да побараме, но без да бараме дали ќе има советнички прашања во материјалите. Нема проблем, претходно ќе... Доколку има потреба и почесто. Не мора да чекаме преку 2-3 седници. Кога ќе има потреба, ќе се договараме. Значи со барање или значи нема да биде фиксно. Дали некој друг бара збор? Предлог програмата ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно е усвоена. Точка 2. Предлог програма за волонтери и практиканти во општина Могила за 2022 година. Отварам претрес по ова програма. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, повелете, извини. Во оваа точка сакам да изјасниме овде некои работи. Дали во 2021 имаше волонтери, оти народот не знае. Дали ако имаше ќе му се продолжи ними волонтерството? Од кога до кога ќе се пријавува нови волонтери, ќе се зема тие 10 волонтери или нема да се земат? Што треба да се пријават и во кој пример во кои сфери? Добро, повелете Андријана да образложи.
некој друг бара збор? Предлог програмата ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Трета точка, предлог програма за животна средина на општина Могила за 2022 година. Да дојде известителот од Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата. Комисијата за разгледување програма. Комисијата за уредување на просторот и заштитата на Комисијата разгледа програмата на 10.12.2021. Предлогот е изгласан со 2 за и 1 против. И 1 воздржан поправо. Отворам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Повелете. Пошто јас бев во оваа комисија и бев еден од воздржаните и побарав на наредна седница да поканам компетентни лица кои се во склоп на оваа сфера, за да ви разјаснат тука многу работи. Тие се стручни лица во оваа сфера, значи ги имам луѓето од професори, од луѓе што се директно вклучени со организации. Дали оваа точка побарав да се одложи за наредна седница, за да ги викнам луѓето тука да рачистиме многу проблеми, бидејќи ова е голема тема. Тука можат, значи, многу разни работи тука има за што не сме ние достојни за оваа работа. Значи, тука е загадувањето од рек, за филтерите, за прочистителните станици, за кучината, скитни, за 300 чуда тука има. Значи, не сме ние како совет многу во таа тема влезени. Затоа, ако дајте простор, ќе ги поканам луѓето тука, кои се достојни и ќе ви разјаснат работата. И во склоп на тие пари, што ги имаме ние како инвестиција, да видиме кај може и што може. Благодарам. Ќе одлучи советот за ова. Дали некој друг бара збор? Претресот го затворам. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? За предлогот на комисијата? Да, за предлогот на комисијата. 10 за, против? 10 за и 1 воздржан. Четврто, предлог програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во општина Могила за 2022 година. Известителот од Комисијата за полова еднаквост. Комисијата за полово еднаквост се состави и ја разгледа програмата за работа за еднаква можност на жените и мажите. Истата нема забелешки по програмата и ја изгласа со 3 за. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Го заклучувам, одиме на гласање. Кој е за? Предлог програмата е усвоена едногласно. Точка 5. Предлог програма за мерки и заштита на населението од заразни болести Могила за 2022 година. Известителот од Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животна средина. Да. Комисијата се состана и предлогот е изгласан со 2 за и 1 воздржан.
комисијата се состана и каде што има можност да се образложи. Побара да се, да. Ќе направиме една минута пауза само да дојде лицето да чита.